na času po matematika za vtoro oddelение. Јас сум одделенски наставник Николина Милевска од Општинското основно училиште Кочо-Рацин од Куманово. Денес ке учиме за броевите до 50. Ке броиме, читаме и запишуваме броеви до 50. Пред да ви ги истакнам конкретните цели на часот, ке слушнеме една песна која малку ке не забавува и ке не мотивира. И тоа е дел од нашите цели. Ученици, денес ке можете да изброите предмети до 50. Според вашите способности и можности, некој ке може и повеќе, некој па помалку. Ке научите правилно и точно да ги изговарате и пишувате броевите. Самостојно да избирате стратегија за броење, еден по еден или ако ви е полесно, со групирање на предмети можете и по 2. Подоцна ке учиме и по 5, по 10. За полесно да се снајдеме во броењето, денес ке го запознаеме семејството на Меги. Меги брои членови колку што има срциња. Заедно сите ке почнеме да броиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, Меги и кучето го изброи за член поради големата љубов кон него. Како се запишува бројот 10? 1 и 0 го сочинува бројот 10. Меги сака да ја постави масата за јадење. Во кругот на своето семејство Меги доби задача да ја постави масата за јадење со вкусна храна, по нејзин избор, и знае дека тоа е богатство кое носи здравје и слога. Таа ова лето наполни 7 години. Сакаше да покаже пред другите дека во прво одделение научила веќе да брои, па самата се обиде да размисли уште колку треба да помине време за таа да порасне и да доброи до 10 години. Затоа со добројување таа вака си рече: 7 години. Уште една 8. 9, 10. Значи уште 3 години Меги ке наполни 10 години. Меги знае да брои до 10, но не е сигурна дали знае и понатаму. Побара помош од нас. Ајде сите заедно да и помогнеме. И оние кои знаат да бројат до 10, и оние кои може до 20, а и оние кои успеваат да избројат и повеќе, до 50, некој може би и до 100. Меги најнапред започна да ги брои прстињата за да потврди дека знае да брои. Тоа и беше лесно. Верувам дека како и повеќето од вас. Еве вака. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Браво! Бројот 10. Меги знаеше дека се повеќе членови во своето семејство, па за почеток се одлучи на масата да им постави лешници. И тоа секој да изеде по неколку. Заедно ќе изброиме колку лешници ќе постави Меги на масата. И како правилно ќе го запишеме бројот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2,
и 0 го сочинуваат бројот 20. Потоа Меги на масата им постави повеќе парчиња лубеница. И тоа повторно секој да изеде по неколку. Ајде повторно заедно да изброиме колку се. Знаејќи ги парните броеви, знам дека можете да броите и по 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 2 и 8, 28. Читаме. 28. Да и биде забавно, Меги од парчињата лубеница на креативен начин на своите блиски им направи сладолед од лубеница. Ако ги изброиме колку направила, тоа е бројот 15. Го читаме. 15. Во некоја прилика можете да направите и вие сладолед од лубеница на часот по ликовно од хартија. Откако ја изедоа лубеницата, Меги и нејзините блиски почнаа да ги собираат семињата од лубеница и да ги бројат. Меги, бидејќи е креативно девојче, таа ги обликуваше во форма на срце. Вие имате задача да изброите сите членови по колку семиња собрале и да ги запишете во празните квадратчиња. Еве и за братчето на Меги, за сестричето и другата сестричка, и само едно сакам да ви открием. Да процениме колку семиња собрала баба и на Меги. Некој ќе рече многу се, накај 100. Некој вели, мене ми изгледа да не се 30. Некој смета дека се 20, но јас ќе ви откријам дека има точно 50. Ве уверувам во тоа. Еве и други задачи за броење. Откри и собери ситни семиња од лубеница, како кај Меги, или од било кое твое омилено јадење кое има семиња, од пченка, диња, граф. Сам избери начин како ќе успееш да изброиш. Со броење, еден по еден, може би сакаш и умееш по 2, а потоа открија тајната пред сите нас и провери уште еднаш со броење, нанапред од 1 до 10, па и наназад од 10 кон 1, од 20 кон 1 и така вежбај. Дополни ја низата до 20, добројувај по 1, дополни ја низата од 10 со намалување за 1, обиди се да ја продолжиш низата со добројување по 1 до крај. Следува запознавање со табела стотка која што ја имате на овој даден линк. Играј и број докаде што можеш. Еве малку ќе се обидеме. Еве почнуваме да ги со обојување да броиме. Може внимателно да слушате поради правилниот изговор на броевите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тоа се броевите од првата десетка. Еве втората десетка. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Одиме третата десетка. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Следно. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Одиме понатаму. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. На сличен начин вежбај и учи да броиш.
Понатамо имаме задача со куќички. Секоја куќичка има различен број на соби. Собите се запишани со броеви, запиши го бројот во дадено квадратче, како во примерот. Првата куќа брои 20 соби, следната ти ќе откриеш, исто така и тука има броеви за откривање на соби. За оваа куќа, за овој број, нека биде за највредните ученици. Ако има таков, кој што ќе открие да изброи, кој што ќе може да изброи до крај, тој веќе знае да брои. Тој е успешен ученик. Браво! Добиваш звезда. Следуваат задачи за броење на глас и поврзување од точка до точка за да се открие слика. Оваа игра е забавна. Избери си сам кој од овие цртежи или слики ќе бидат фотокопирани и ќе можеш да ги поврзуваш од точка до точка. На следниот линк може да слушнете песничка која што ќе ви ги истакне броевите од 1 до 100 и така се до бесконечност. На овој линк, повеќе е за оние љубопитните, можете да научите правилен изговор на броевите од 1 до 100, а некои од вас знаат дека броењето нема крај, а тоа ќе го викаме бесконечност. Почитувани ученици, слушајќи ја песничката, учете правилно да ги изговарате броевите. Ви благодарам на вниманието и до гледање. Шест, седум, осум, девет, 10, 10, 10.